Се водоскоци се гнима од светот, ама водоскоци од гомна нигде нема, само на Вардарч има. И онда тап со рибата, тука мачево нешто, па нешто ми фали. Тубе па ти оба си бил пробирлив? Од уста ми го извади. Леле, ова е права трава, човече. Јас од Тошо се изгазив ова, пошто тој ни уствари уриганото и диши, а го гледам, тој цел конфузија овака. Дај го еден пиштолот. Од кај ти е пиштолот? Од Битпазар. А имаш дозвола? Немојте така без дозвола, ќе те фати некој, ќе ти направи проблем. Нема да ми веруваат дека сум го упознал. О, ти си касат од БТВ, па јас сум да тебе лют. И почнем да пеглам, пришов водам сметка да го погодам шавот. И кога ќе го погодам шавот, со пеглата правам брзи покрети напред-назад, за да се задржи влажност. Бурек! Со бесо, со јогурт и со сирење. Ти сакаш пакнежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ја, јо, ми веила готов. Ја, јо, ми е млекот. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, се че и заебавија, викаме бездатели, вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, че го прашате татко ти. Побелете, забезете се, што ќе се да пиете, не срамете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен? Тоа најверојатно пошто Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим тоа нема турда. На колена! Сега да ти кажам, батка, го везам коњи на поило. Џабе везеш. Оригинал е. Јас 6 месеци го везев тајна вечера и вама ева него бенди, сете го подрупцак ние. Маче стигна? Глос ми купила, бе. Маче, ела те бацам. Што ќе ме бациш, којна на лонтија? О, да тебе! Еве ти абразив, види, за стакло, за волна, штирак, се ми земала, цела колекција. Да видиш што љубаш и сите се еколошки. Да, се си ти, бре! Слушај, него сега ја морам шпорето да идам да го зачистам малце. Почекајте ме ви Абе, че те почекаме, Боже, де се разбира, жена ти вака ти растура. Меđutim, знае поклон да ти избере. Глос за сите мажи е спас, глос ми е садови, емайл, мебел, штоф, таписони, стакло, тоалети, станот че ви свети со глос, а рацата нежни са пак. Еколошка козметика за домаќинството. Алкалоид Скопје. 1, 2, 3, 4. Може би никој не верува, ама вистина е жива. На едно место ќе најдете од игла до локомотива. За секој джеб, за секој вкус, нема ништо да ви вали. Кај Макис има и супер има, се за големи и мали. Макис! Стоковна куќа или ден. Што ги исполнува сетилата и ве понесува во бесконечноста. Мирис за жена. Нирвана. Ама за добри овие? Шо добри, бе, батка?
3-0 губат. Стварно се супер, како можева вакви да ги направат. Те се добри овие. Лешницива се супер, дај кикириките да ги пробам. Па то са пъстъци, то треба да се изнущи. Ти мене ќе ми кажеш, батка. Трета кеса ми од Сабајна. Секој човек за бајлекот ќе стане, прво питање што му паѓа на памет е што да облече, а да не изгледа као селјак. 75, ова. А то наравно е одело и зато ние после имаме многу работа и тоа е овакво и све. Иначе оделото као 29, овакво, добро. Иначе оделото као такво, одо може да биде од собот, од свила, да има да исто вурено може да биде, од да има исто бешан састав што се овија и това, меѓутоа то пошто ние ја креираме бодата и за това треба да се вакво. Може да имаме тесни ревери, то се овија широки равери исто, то се вакво, исто панталоните, шаре да се биде укопоровано, панталоните може исто да бидат широки или тесни, то меѓутоа то све не е битно, ако ова најбитно е оделото да ти биде лепо сашивено и добро да ти стои. Кај беше ова? Добро. И да, аде, пошто и зато викат да светот е позорница, каде што секое живо биче има свое одело, ер одело не е само одело. Одело, тоа е изглед и лепота на тело ко се носи и то. И ова, и това. И посип то има и овакви што се викат, мора да биде укомпоновано и краватица, и то пошто ние сме и дизајнери, исто ние креираме тоа вече реков, и ова све, и зато и овие са што са господата штидат по службени ручкови и препоручувам, тоа е мање правило, баш нек ја читав една бурда или не знам што то беше, и ова, да вече, односно у тек на денот, док ова, и они док јадат
ова да кручат тамо, де се препоручува да се носи оваква баштја, најме треба да се носи лептир баштја, тој е такозвани папилон, затоа што окоја јаде и ова докова у супата може да му убаче, ова унутре да се убаче и тоа после ќе се осуети лепиот изглед и што и ништо и управо за тоа го пише док увече они док идат тамо на јадење, тој има тордеверер берер тамо што е, ова хади бифе и све то и управо зато се препоручува да ваква лепа композиција као што е ово, видите све и нема што да се вакво. О, добар ден. Добар ден, мајсторе. О, добар ден. Јас сум што без да мерка. А, да. Кај беше? Меđutim, ќе треба па да те изберам ја, пошто ова светова. И зошто 2 пати бе, мајсторе? Е, како бе, зашто? Па 2 пати бери, еднаш сечи. Да. Или што викат, 2 пати бери, еднаш весна. Што се Че, тише го ова пие. де фача бе? Бало, кај е тоа беричкото? Уствари, ај тоа после. Ако да, бе ти 2 пати зепе ова. опаш? Овако. Ти зебаш што, купи? Па, имам 2 метра дома. 2 метра? Е, тоа за елек ќе биде доста, или за бермуди. Ти од дело сакаш или ова? Ама, бе, мајсторе, Што си ти? Знаеш што паталони има ти сашија овакво? Као што си овака малце попуњен, има тројца ти ги пегласи то на тротоар. Се би Слушај, сега ти. а памтиш ти ова капата што ми ја даде да ти ја рашивам? Качки? Да. Де? Па ти знаеш тука што ми дојдо едни 2 дечиња така за полуматурска, какви оделца су ми сашил, као бобони, разбираш тоа све. И ова све, това, Мајсторе. еве све. И ја видиш ова, можеш сега ти да ова. Добро, ич, кога да без дојдем? секири. Ќе дојдеш не оваа среда, другиот петок. Фала. Ајде, се пријатно, здрави. ич, де се секирива да бидеш као манекет. Добар ден, батка. О, чао, Ричи. Ја дојав ово дело, готово е што го научив. Готово. Даш како сум ти го сашил? Па тоа има да биде као овакво. Ајде да го пробаш одма. Ајде да го пробам. Ето видиш шуба дојде, па овако ќе ставиш ше кравата, тој има да бидеш ко манекет. Абе, батка, овој рукав малце не ти изгледа пократок? Чекај да вида, пушти руките. Па де това, ти така, дај малце биди, ете така, биди дошал латер, ето това, ти така ли стоиш, ето. Супер! Па супер бе! А оваа ногавица малце не се подигна. Токавицата, да видав што. Ајде, па ти ајде оди балце оваки, дај балце ова, како оди, ајде, иска. Па сигурно, одиче си така. Абе, батка, овака изгледам као дегембе. Изгледаш као деген, меđutim, оделово ти е као саливено. Шибај, дебај гајле. Па де сум ти ја крив што си така граден? За негови пари. Тара, што си. Сега ќе идеме да јадем. Сега. Сега ќе јадеме, маче. Сега ќе идеме. Ја, батка... Шток. Ја, батка... Кој идам у кафич, никад не го тупам. Нема проблем. Нема проблем. Дај уште еден. Ја, батка, влагам у кафичото, одма седнам, а блендувам на риби. Ма чај бе, немој така со ногата, немој ќе ме испрљаш. Сега ќе јадеме, бе, добро, ќе идеме сега. А блендувам и нема тука шо моја бе ти. А има типови, например, не приметува риба која му даа ишарет. Не приметува. Бе, немој со руката, ќе идеме да јадеме сега. Ќе идеме. Не приметува, бе, батка. Не приметува, бе. Рибата седнала, нешто му даа знаци, оние, знаеш, ишарет, вамо, тамо, не приметува. Гуши, Бог да чува. Ја, батка, никад не сум дозволил да трујам риба. Никад. И моја риба никад не носи ролка. Зашо не носи ролка? Затоа што, батка, шливки прават само селјаци. Никад не сум направил шливка. Сега има мајмуни, сега ќе идеме да јадеме, маче. Не приметува, бе. Не, седне, ја гуши 2 сата, ја труе.
И може да дојде до керување на рибата од страна на друг фраер. Нормално. Кидат да јадат. Не, ќе се вратат. Се вратат бе 100%. Се вратат бе шо? Драги гледачи, добар ден. Еве овде дија се да вачаме на лице место, еден мој пријател од сигурни извори ни јавива да овде приватњаци са богатат, наводно отворен е сервис за кафе, кој може пружа услуги, меѓутоа еве веќе неделја дена, он го има овде донесено своето кафе да ремонт, пошто нешто не му сакувало, не вишал као што требе, и еве, и то ништо не е, а овде се декларисат као приватна фирма, и све тој сервис и све то, и ова, и то. И тоа, за тоа кај ќе не доведе ова наше приватно општество. Со други информации ќе се име дакнат до Биле паника, ајде телевизија. Парката ТТС 27 старев кусур, да. 17.800, 18.200, и снема плювка. То за среќа 18.200, 18.300, 18.400. Бе, миле, се напуни пари, бе, миле, бе. 5 по 5. 18.000 кусур, 19.100. Биле, ја кога ќе избијам на прво место и ја вака, нели? А ако ќе избиеш ти на прво место, али цале, че таеш проценат од мене зема ливче? 18.000. Де отваре, кој е то? Да не е поштарот. Те па шанси, поштарот увек звори 2 пат. Слободно, Ористе! Ево платници, ево уште пари. А маме, батка, бе, шо направивте со ова пари, бе, од сабале, 10 пут доаѓам. 5 по 5. Земи учествуј ти и че немаш време овака као нас да потераш работа по цел де пари че броиш. Де гојве ти тебе една петка, почасти са пиво и 10 со кробит. Фала, батка. Јас сум иначе абсолвент. Ако, иди сега види, требуше некоја уплатница да ми дое денес. 18.000 јо, 20... Слушај, уште 5-16 уплатници, изгледа че лапто ходата. 20.000 и остат по 10. И това... Guten Morgen. Sprechen Sie Deutsch, bitte? Meine Limousinen troa kaputt. Вајстина капут. Ja. Дикс проблем. Бали, капутот обесидела, колата да преглед. Кафе, сок, бидерал васер. Ja. И ја, 2 кафиња, ај момент бите. Ja. Meine Limousinen? Ja, fantastisch. Natürlich. Das ist Klinik Schwarzwald. Du bist Udo Brickmann. Das ist Asiba und MG Klinik. Ich bin Paul Breitner. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Како леве, важи.
фалша пот за сите видови коса. Алкалоид Скопје. Здраво! Ова овде е комплетна Голдстар програма, то најсовремена технологија, то се НАСА тражи. Здраво! За вас беше ова 72 сантиметра 3 комада, 3 комада исто, сакате видеа че земете? Дај 2-3 кила нека има. Земи 3.200 цело да не го сечам. Батка, Дечко. дај да го пуштиме порничо, бе. Знаеш што и прави, бе. Многу е добро. Бегај! Абе, после две сами, бе. Бегај, имам муштерија. Слушај, да ти го завиткам или тука ќе го гледаш? Што знам да прашаме, телефон имате? Како не? Па ние имаме Panasonic тука, ова све црн, бел, ово е двојник, овој ти е 332, 255, одак факсови исто имаме, телефакс, имаме само факс, пошто телето ни е забрзивач. Ќе земеш? Па дај да видам да прашам. Има ли телефон, имате? Како не, абе, еве ти визит карта. Порано каубојците која јашеле по прериите, они биле многу хендикеписани, Џон Веј исто Ваја Терп, Загортене и други онда која јашеле тамо и иделе у пустињите у град кој ќе влезат по салуните бареле да најдат бурек со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Това за разлика од нив пацрвека па еволутивно кој што се развивало, увек кога идела покај баба и таму тоа корпичката носела покрај осталите забирници, што са, носела сирење ово на тестенини, али наравно мајка и увек и пакувала и по еден комат четврто ово оно, такозвани бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Со спадач, тоа било исто познато е дека Попај го обожавал тоа и он управо заради тоа отворил за сендвичара, тој уствари бурекчиница било, меѓутоа затоа што немал тазе јогурт, децата го избегавале, Олива го оставила, Баџо се чарила со друг и така настал тој цртиче оно што го викаат бурек! Тој у војска е најбоља баренда што ќе ти ја дат, увек се тепат војничината, кој за четврт, кој за осмика, ова меѓутим, малку да не се оддалечив од темата, што сакав да кажам ја уствари. Јас живеам на втори спрат исто тамо на том бурекчилицата, еднаш кога легнав баш доле кој се собрава деца, ги гледам галама, искачам на прозор, деца бе, што сакате бе ова? Ајде бегај тоа, кој ми вика мене, Чичо миле, абе немој да јадеш многу. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, се че и заебавија, викаме, бе, знате ли вие како се прават глупи деца? Они викате, не знам, че го прашате татко ти. И они земава камења, почнава да ме гаđат, јас се тргнав овака само и кој рече камерот дък, у прозорот овој функционирав. Нечу да го именувам јас сега, тој од оние што не купи Тојота закасни, затоа што беше да купи бурек! Со месо, со јогурт и со сирење. Бурек! Тоа е изврсна посластица. Меѓутоа, ја не знам зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен. Тоа најверојатно пошто Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риби, а осим тоа нема турда за бурек со сирење. А сум чуо и од други извори, а и од други апчуено дека Елвис Присли бурек не поштуе многу, затоа што он вака поише љубител на бели пецива, джевреци исто бурек! Тоа за него луксус било, затоа што бил пушач и увлекол дубоко, а може и плитко. Бурекот е ребек дело и вајарско е дело природе. И тоа би било да не доживе многу. Хвала. Ма ичне го рецкам више, преку глава ми више од него. Батка, што ти е бе тебе денес? Како бе шо бе тебе шо ти е? Тебе шо ти е за 300 милиарди работиш цел месец, а он 15 дена е на службен пат у странство, све се тоа девизни дневници. Шо ми е? Абе, не векај толку бе може да налета од негде. 90% фирми се подстече бе, батка. Бар да бевме подстечај, што направи бе?
За 50.000 марки си ја приватизира фирмата и негова е сега. И ти си негов. Без кичменјаци, чутите сите. Немате муде да му кажете у лице. Алала ти ако можеш така да му кажеш. Алал да ми е. Алала ти е. Кој купува бе 3 Мерцедес у еден месец бе? Владана купи Ауди, он 3 Мерцедес у еден месец купи бе. А ти 300 милиарди плата. Батка, може да налета од негде бе, не викај толку. Дај Боже Молим да те. налета, ако не налета ја да би и одам директно во бабка му канцеларија сега. Какво плаќање ме, мавни ми плаќа? Не плаќам ја. Јај сега јади да те видам. Шо ќе ја да ми се одијаде? Многу викаш бе, батка. Може да помине, ќе не чујат бе, ќе не избркаат од работа. Што си се исплашил бе? Абе сте се исплашиле сите бе. Абе све ќе му кажам у лице бе и за Мара ќе му кажам у средата ѓаките на Бирошо и ги наши ги заборавила кај него бе. Сите зборите бе по ходници, шепотите таму, по кјошој се пикате, никој немате му да у лице да му кажете. Па ќутам бе, батка, шо ако кажам бе, кој ќе ми поверува? Абе ти знаеш ли бе, секој трет шлепер што влага у фирма е негов бе. Шо ако знам? Знаеш ли која пара е тоа? Шо ако знам? Може да докажеш? Можам. Имам и фотографии сега, ли ми треба подршка бе. А чутите сите, без кичменјаци е бате. Друж директоре, Добар дед, како е? што правите? Седите? Не, ние онака. Абе, седите, јадете си, зашто? Не сме за седење. Абе, Добра е која. седете. Сте запрани, Седите. директор. Слушај, како? Ова, храната добра. Супер е, мене ми остана дури. Башела по 3 јајца, а? Па баш тоа е со колегава си правиме муавет, 300 милиарди, викам, мала му била платава. Те е бала, добра е. Јас му викам тоа директоре, му викам, какви има фирми, плата нема земено. Слушај, гледам Жешко ти ова, ја дедево, ако сакаш иди од тамо 2 гајби пиво зеби, стави ги у кола, некој гости ќе ми дојдат Баш е такова? Да. Да дојде точно со мене. Дека јаде човекот, зошто така? 2 гајби сам ќе ги уредиш, ајде, Баш. пријатно, и ова после да видиш. Гледаш, други пазарат на други места, директоров од кај нас зима пиво, кај нас промет прави. Добар дед, денеска ја Балцечеви се пофала. Дај бе, издадена е у продажба една нова книга од страна на мене, чишто автор сум ја, и унутра се обработува феноменот на такозваното плювање. Тоа е уствари една публикација, тоа е ово, ето видите, чишто наслов е прво плюкни, па речи јазик. Тоа е унутра аналитички обработено и сите податоци што са. Ето видите, и ова, и то све аналитички на еден многу елоквентен и едикативен начин, кој што е многу приступачен како за повозрастните, така и за помладата генерација што са. И тоа унутра е све вака, обработени са сите техники што се на плювање и аналитички со све стова елоквентно да savremeното овакво действие на плювањето и све това. Иначе ја мора да даме на дефиниција на самиот почеток да плювањето уствари представља исфрлување на вишакот на течности што се лачи у организмот преку оралната шуплина, такозвана уста, уз помош на контракција да овие што се викат образни мишичи, и тоа вака птут, и тоа све, и тоа е уствари еден sastavен дел на целиот живот и без плювање нема живот. И зато ја ова имаме поготвено една овакво илустрација што се со инсерти и да видиме каде ќе се отвори. Да, еве да речеме, тука е обработено плювањето у спортот. У спортско плювање, овде прво е аналитички све објаснета дисциплината троплюк, то правилата се земени од адекватната атлетика и това, ето може да се види како од натјецателот зиба залет и еден, два, и плюка во далечина и од да то сабери се постигнува најдобрата далечина и то се иде на рекорд. Друга дисциплина е плювање удалј. Тоа е исто адекватно да ова предходното што го видовте, се поставува една линија,
да тјецателјот треба 2 дозе да ги стави на то и зибај само во со трзај од вратот, исто се плюка према зададената цел и онда то сабери исто као ова и ова. Трета дисциплина ова исто што са спортски плювања, са такозвани од баскетбол што са земени скок плюк и тоа е скок со задршка и плюк, при што е овакво со шек со фитнес со тело, онадо е плюка и постигнува погодок. Тоа беше за спортското плюкање. Еве да видиме сега каде плювањето може да се сврста у економските и овие другите факултети што са од висши аспекти. Ето овде видите, имаме исто може се илустриса. Тоа е такозвано литерарно плювање, при што овој што е или читачот мора да се послужи со ова како би дошло до окретање на страниците и това. Дако то, имаме исто финансиско плювање, тоа на економските факултети може да се види и това све, при што доваѓа до ова, влажење до ова, за да би могло да се бори како девизни, така и домачни средства. Ето то беше ова што бева за економските факултети што са банкарско-финансиски плювања, док ево овде сега, ето има плювања у шоферската индустрија што са, при што имаме едно такозвано плювање шоферско, при што доваѓа до отварање на вратата и овакво испрелување на погуста содржина на плюката, такозвани шампон и ова, док има исто и плювање за да би се видело дали доваѓа до искачање на воздух кроз диваната. Одак ево овде имаме и плювање од бука, тоа е кога некој имаме у различити ситуации што са, од може да дојде, ето видите, и со гестикулација при што са плюка количината. Исто имаме плювање и од давика, при што иде достап на секој 2-3 корака и имаме плюкање од претња, кога некој на некого со закана покушава да му изнуди различити услуги. У третата група на плювачи спаѓаат такозваните деликвентни, односно криминогени плюкачи, кои што спаѓаат багупско, одак простачко и плюкање такозвано преко рамо на друга особа, при што исто може да се поврзе со ова. Рецимо, багупско плювање се изражава со оштар поглед, при што то се фиксира ова све и сака да се истакне да се чари риба. Или ова, или друго, и ова. Исто простачко плювање е исто адекватно да онак Садржината е малку по-густа, као што беше у шоферската индустрија плювачки и тоа се, а плювање преку рамо на трето лице е исто тоа кое што спаѓа и све тоа. Наравно, тука мора да се да победе и такозваното трудолюбиво плюкање, односно антижулено, при што секој што е трудолюбив, ова све и за да не би дошло до онакво оштетување на епителниот слој на руките. Основен начин да плювање е плювање со задршка, при што двајцата другари, едното то може да се види да инсертот. Ја ќе се задржам. И осим овие плюкања што се, ево овде имаме, то са најсавремени, најнови овакви што се испитувања, покажуваат да имаме и јазични плювања и да пример то се вика може да у зависност од одговорното подручје каде што се дешава, има да речеме некој кај нас викаат ту да ти имам и дастава код обично се однесува на поблиска родина као што са бајка, сестра, вујда, стрида и слично и друго, док исто има и може да се однесува на предмет као што е главата, да ти она на цвикерите и слично, а исто има и тоа што са турцизми, ова што са турците, да пример се вика јазик, што е врло исправно, а док има еден, ака што владе сега меѓу младите, што е врло погрешно, тоа обесобе тука му дадов до 7-8 страници, каде што викаат башала, што уопште не е тачно и тоа би било ова. Тоа би било и затоа ви препоручам да ја земете оваа книга и да ја прочитате како ја нешто би остварил некој доход и да можам до година да издадам и друга. Пријатно. Не знам дали си чул. Изгледа смешно вака на прв поглед кога ќе чуеш, ама знам, сум слушал цел град збори комбинации кои прават овие на перо,
сакаат да го ангажираат Лазо за наредни избори, бе. Слушаш ли? Абе 100% ти кажам дека Лазо ќе го земат, знам, гарант. Само не ти кажам кој ми кажа, работиш у пошта, можеш да разгласиш. Само тебе ти го кажувам ова, да знаеш, Лазо ќе го земат. Сигурно е тоа. Прво, он... Абе, слушаме сега што ти зборам? Не е могуче. Види го. Лазо им е, бре. Бе, каков Лазо? Ние одамна веќе е издишан балон, немој... Тут сега слушаш што ти зборам, онуше времето Тито кога беше жив, беше многу јак. Ти мора да превземеш нешто. Он може и со грците да ја среди работата. Pero знаеш што работи? Да, супер, супер, супер. Он немам никакви приметби. Он е одличен организатор. Мислам, ја го знам уште на времето, он се покажа као одличен стручњак. За Лазо збориме, нели? Да се пресече тоа треба укорено ти. Абе слушај што ти зборам, тоа е сигурна работа веќе. Абе знаеш ти? Абе сигурно бе, се не ми расправај. Абе види го. Слушај ме сега. Немој. Ја и на фрчко му кажам. Лазо ако го земат, они сигурно добиваат, да знаеш. Абе уште се држи тој. Слушай, да ти кажам, работа озбилно изгледа, овие не зборат џаба. Слушай ме што Да, ти да, зборам ја. знам. Лазо ако дојде, прв ја ќе летам. Ама и ни вие нема да бидете поштедени. Види, знаеш што е разликата? Ја ќе продам сокови, а ти... Ја ќе пасам кози. Што не го земите Лазо, менаџер да ви биде. Pero, слушај, абе да го земе овој Лазо, менеджер не види, а? Многу плюкаш бе, не се радуј толку. Каде е Лазо да го видим? Лазо? Кај отиде Лазо? Лазо? Сите ќе ги тепаме. Наредните избори се наши. Ќе земе власта. Само со мене. Слам ти што ти зборам. Бе, сите така зборат у прво време. Кој гарантира? Јас бе? Абе јас ти гарантирам. Дубара, Што? ќе не наместат. Не може бе тоа така. Абе наши си изборите, слушај што ти велам. Абе да не зборат после. И? Дека сме местеле нешо. А и тебе може некој муабе да ти извадат, знаеш? Ме нека зборат. У понеделник дојдете на тренинг. Бурек! Со бесо, со јогурт и со сирење. Ти сакаш пак нежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ја, јо, ми веје лагото. Ја, јо, ми е летко. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така неваспитани, са че и заебавја, викаме без дате ли вие како се прат глупи деца? Они викате не знам, че го прашате татко ти. Побелете, забезете се, што ќе се напиете, не срамете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен? Тоа најверојатно пошто у Америка они пецат на лепче, ние не пецаме. Да, да. Кај си бе, батка, да. Добар. Едва ја избркав оваа моја, да ти кажам. Едвај, да фатам некоја работа ни станав, да зачистам, да сега сакам да го бањам мали. Види бекутаче, дзе бао беби бакал ти, тука, сад ќе ти избаѓа чичо тебе. Шефе, кога ќе го избањаме ни родена мајка нема да го препознае. Тоа е тоа, сигурно, бекутач. Шо манијаци? Манијаци? Кај си читал? Влагаат по станови. Бањаат деца со бекутан. Ба. Ај побрзо. Чекај, бави, па сако ќе те дабачка со... без злато, што се смешиш бе? Ги. Готово. Што е бекадо, Боже со суđe. Слушај,
Со ова колекцијата бекутал лопрај бе поставили. Шифе дојдем. Ајде, Кико. И после ни родена мајка не може да ги препознае. Од кој ќе ги избања, да. Батка, бе, не, бе. Мајстори, работа. Фала, амин, од работа не куртулише да Господ. Кај ви са другите треба да реклама Зудба Ривез да стиви, бе. Нема други, ја од дето сме само. Мајсторе, ај се смениме малце, бе. Реклама снеме за урбани инвест. Боше го гледа се видеа. Цело е направено ја за сад, ја за два, али се менјаме со ова дето. Прво оно работе, јас одмарам, поспа ја одмарам, оно работе. Ајде, си ја даретил ти. Види, ова ти е кавдаречка направија. Од Урбан Инвест. Ова нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати не зезај? Абе не вике така на вас да реши секој народ. А воа што има направено бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеци Ајде. со ова. Лесно се мес пост можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Сипли! Chiqui bom, chiqui, due, tre chicchirichi, quando la tutto l'amore. Bom, chiqui, bom, chiqui, due, tre chicchirichi, na babatti fancilotto. My baby's dobby. I have a very big dick. Every day I tell it water, I shake it in cold water. Every day I tell it water, I shake it in cold water. Shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all night long. Dick dong, shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all night long. Dick dong, Bom, chiqui, bom, chiqui, due, tre chicchirichi, quando la tutto l'amore. Bom, chiqui, bom, chiqui, due, tre chicchirichi, na babatti fancilotto. Леговта се прошетав, Dick dong, идеја ја сретав, со грбота би се свртев, и ти Ивко и реко. Со грбота би се свртев, и ти Ивко и реко. Shake, baby, shake, shake, oh my baby, shake it all night long. Dick dong, shake, baby, shake, shake, oh my
baby. Shake it all night long. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Драги гледачи, добар ден! Еве ние, уз помош на нашите слушатели што се јавува, заклучивме да многу млади кои што се уште ергеди, они сматрат да се узаблуда и сматрат да свадба као такав чин, мислам као само задоволство и светова, прва брашна ножи слично, трае само 2 сата, они мислат наиме да токо се игра оро и ова, меѓутоа, ово е наша дужност и тие сме дужни да објасниме да тоа бима и претходно и последователно ова активности и дејства што се на фамилиите и управо заради това одо има стројници, има оро, има сишто и куботи, саветовалишти и све и управо и за ова врата сега се дешава такозвани стројници, они да пазарат невестата, односно се запознават семејствата едни со други, као што моите постари колеги и тоа они преговарат у име на таткото и тоа ќе видите се што се дешава унутра. Епа, ајде, добре дошле. Добре дошле. Ти внучко пиша, ти си не полека. Ајде. Вака сега, ја мислам чим дојдоме, а рете да кажеш ми, зо сме дојдени, нели? Така е. Ние имаме машко за мажење, Убаво. за женење, ви сте имале девојче Имаме. за мажење, епа, вака сега модерно да се одразам јас, една компензација да направиме. Види да ти кажам право, ни мислеме кеш да даваме, ама помина времето, па сега ако треба и че изкомпензираме да ебам, нели? Такво е времето сега. Така е, Шо да да правиме? правиме? Дето е, исправи си, не? Убав, висок, чист, педантен, згодно е дето. Башка, да ти кажам право, многу е друштвен. Ако друштво кога ќе седне, абе, темпераментен, одма дискутабилен е, знаеш како, одма дискусија отвара. Тоа нешто неверојатно. Убав е, на татко му е убав, нели? Се знаеме ни многу години, нели, ај ти по чаршигата, убав е. Шо уче, шо работе. Види, он уче тука е на факултетот, уште 2 испита има, ама кај да е татко ќе помогне балончиња ваму, наму, грозеш, винце ќе донесиме, ќе го завршиме. На воја географија, отсек за високи редишта, а факултативно е на ноа овоштарство за грчки лубедици смере, за ние дъгите. Абе, сето тој убаво, ни со грците не живееме баш убаво, ама убаво и таа гранка малку ни да развиеме, да има лубеници и кај нас да јадиме од тие грчките шо. Он ќе го воде тоа. Абе, да, типа, бркај работа, бацкати кој го жени. Зборот друго ми беше. Ми расправа Даскалот. Вика, јас само што ќе го постава питањето, ово секундарно рака дига. И се погодуе. Исто џа човек. Да не веруиш. Бре. Плюс тоа една песничка има спременот за невеста. Ај си не запе. Абе, запе, ај не се срами. Ајде сега, шо се срамуваш тука? Ами ва куќи утве, тоа ќе биде. Ајде. Ајде. Кокиченце, девојченце, бело, бело, весело. А и многу е по чистота, да кажам. Секоја сабота се бања, но исте секоја вечер се имие. Лето, оти прскаме по тоа лузините и коста прше му фаќа од тоа препаратите што прскаме. Абе, ако веруиш, секоја среда глава се мие. Че настине, не да Боже му викам. Браво, браво. Тати многу дисциплиниран ми стое. Полека сине. Тоа сакам да го чувам. Ја, еве се ја рекол че ја давам, не е проблем, ама кај ќе живеат, шо ќе правиме тоа? Ја тоа го решавам. Тоа е мој гајле. Јас куќи имаме, лепенка е до душа, ама 2 влеза си има од постраните. Они си имат 2 фодаи долу, 3 фодаи горе. Наместено си тоа, дневна соба, со тросек, двосек, тамбуретки, сето се наместено. Фриждери имаме башка. Сега ќе требе
спална и кујна че треба да дајте, ја мислам честно е. Не е проблем, ако треба и плакарче ставиме еден, нека живеат децата, нека уживат. Тате, то не е проблем. Де го питај, по кој кафики излева? По кој кафики излева? По кој кафичи излеваш? Шо е сега тоа бито, ви после тоа рейд си го де? Море, вака, не прашај више вака, вакви прашања не чу, че седните ви после, че се договорите убаво, че се Аман бре, за синко, бре. муабетте. Шо е работа? Ми се толерира се малку. Шо? Ја ли тоа че си провериш ли уште првата вечер тоа? Шо тоа? Шо тоа свати? Значи, бичка работа. Да сум питал невеста дали била... Да не имала некој друг де пред тоа. Добро, знаеш како се знае, секој има по некоја мана, не може без мана. Ами ја му викам, тоа модерно е сега? Модерно е така, ти знаеш ли ваа мојта колку е модерна? Била еднаш пред 5 години, со еден. Ама ја праша да ти кажам, ично и било убаво. И еве го од тогаш, ваа Николсто 5 години направи, 4 години и 6 месеци така. Ама шо па сега да се мачат децата да прават друго внучево, израснато убаво сега, си живеат. Ами сигурно шо? Еден Джони, еден. Ами сега, не сме селјатини, не загледуиме на тие работи. Ами израснато внуче тука, така ли? Ја мислам се е уреду, че така работа. Ја мислам наредена, ајде, ајде, нека е со среќа, ајде, зете. Со среќа нека е. Ви да се гледате така, ајде. Нека се угоде. Нека се угоде, ајде. За Арно. Ај па до година уште една крстенка да правиме. Ета. Дали струјниците ви известија дека доброволно ќе стапите во брак? Да. Да. Добар ден, као што веќе реков, свадбата дее само 2 сата оро, управо заради тоа што након успешните прелиминарни предоговори и успешните договори, младеците успејават да стигнат да брачното советувалиште, каде што успешно го положива испитот и управо заради тоа сега до обострано задоволство на двете семејства, младиците управо се регистрирава. После веселе, након со други информации, ќе се еме од кај орото. Тате, види сите кисиња и собрав покои што на сега, ќе ги измиеме дома за нивта. Браво, сине! Де, дај ми сега некој динар да му залепам јас нешто на рефус, де? Ами вчера ти дади кој кафе ги потроши? Де, па ти шо се, ајде весели се? Ајде. Ајде, живели, зете. Зете, од кој кафики се знаем јас ти, бе? Абе, гитла да ти бапна, ме. Де, па ти да, евам. Николче! Тате, една сваќа ме пита за тебе. Шо те пита, бе? Кој оваа будалото со научарите шо играе? Беде, бе! Ферус, да те питам, у кој кафе ги свириш ти, бе? Па се знае Велчево Мејанче. И, драги гледачи, ово е тоа за сите што го обмислат свадба тие 2 сата што се спреба уствари, пошто ово сега и тука е тоа свадба, има и обед, има и музика жива и све тоа, и онда тоа, након ова, после следи прва брачна ноќ,
пошто младенците исто добиваат и поклони, то са такозвани тостер, тоа е за сендвичи, феново оно, и они нарочито планирава денеска да ја направат свадбата, пошто е субота, како би утре могле да идат на аутопазар и то што има дупло, да го уновчат, односто да настварат кеш и то